Значи, има една идеја, една навистина речиси шокантна идеја, што се појавува во 4 древни текстови, иако се напишани со векови разлика. Станува збор за една божествена логика која е комплетно спротивна на се што светот денес го цени. Знаете, се она што го сметаме за мудро, силно, успешно. Ајде да нурнеме подлабоко и да видиме за што точно станува збор. И еве го, тој судир, представен црно на бело. На едната страна ја имаме мудроста на светот. Таа ни вели, нели, биди силен, збогати се, освој моќ. А од другата страна имаме нешто сосема спротивно. Божествена мудрост, која верувале или не, ги издигнува слабоста, сиромаштијата и понизноста. Значи, ова не е само некоја ситна разлика во мислења. Ова е буквално судир на два различни универзума. Добро, за да сватиме колку е навистина длабоко во јас, ајде да се вратиме назад во времето. Патуваме за Ерусалем во 7 век пред нашата ера. Зошто баш тамо? Затоа што една огромна политичка криза ќе стане совршена сцена на која овие две мудрости ќе се судрат. И тоа директно. Сцената, да кажеме, крајно напната. Замислете си го ова. Малото царство Јудеја е буквално притиснато до зид од огромната воена машинерија на Асирската империја, а начело е младиот крал Јосија. И за него секоја одлука, ама баш секоја, е прашање на живот или смрт за целиот негов народ. И што прави кралскиот двор? Па, реагира логично, прагматично, онака како што би очекувале. Нивната логика е речиси неизбежна. Слушајте, ајде да се покориме на посилниот, за да преживееме, ќе им станеме сојузници, ќе прифатиме некои нивни обичаи, да, ама барем ќе обстанеме. Значи класична ладнокрвна политичка пресметка. Но од другата страна, тука се пророците. Луѓе како Софонија, кои имаат сосема поинаков повик. Тие велат, чекајте малку, довербата во некој странски крал е предавство на нашиот вистински цар. Нашиот единствен, вистински сојуз е со Бога. Се друго е губење на нашиот идентитет, на се што сме. Гледате, за нив ова воопшто не било политичко прашање, било длабоко духовно прашање. И токму тука, среде целиот овој хаос, во оваа битка на две спротивставени логики, Бог го прави својот избор. И погодете што? Не ги избира моќните политички стратези, не. Тој избира една многу специфична група луѓе, една мала група, позната како мал остаток. Добро, ама кои се тие? Текстот ги нарекува анавим. И сега, што значи тоа? Буквално, преводот е свиткатите или покорните. Ама ова е клучно. Тоа не се луѓе скршени од очај. Не, тоа се оние кои свесно од своја волја се свиткуваат пред Бога. Тие признаваат дека се кревки, дека се ранливи и дека целата нивна надеж, ама баш целата, е во него, а не во некакви си собствени планови. И пазете, ова не е само некое наше толкување. Зборовите на пророкот Софонија се кристално јасни и директни. Божиот план, значи, е да ги спаси токму сиромашните и малите. Токму оние кои се потпираат само единствено на него. И еве го првиот голем, огромен пресврт. Спасението не доаѓа преку сила, туку преку целосна доверба во собствената слабост. Ама приказната не завршува тука, ни случајно. Оваа идеја не останува заробена само во Стариот Завет. Сега, ајде да скокнеме неколку векови напред. Одиме во грчкиот град Коринт. Зошто? Затоа што таму апостол Павле се соочува со речиси идентичен судир на мудрости или, како што тој ги нарекува, Софии. Павле, значи, го прави овој контраст уште поостар, уште подраматичен. Од една страна е човечката Софија. Тоа е, знаете, логиката на разумот, на доказите, на се што можеме да измериме и да го предвидиме. А од друга страна е Божјата Софија. Таа е нешто сосема друго. Таа е логиката на љубовта што се жртвува. Логика која на прв поглед изгледа тотално ирационално, дури и само поразувачки. И еве, сега доаѓаме до сршта, до она што е можеби најпровокативно во целиот аргумент на Павле. Затоа што тој не вели само дека Божјата мудрост е, поинаква. Не, тој вели дека таа намерно го избира она што светот го смета за лудо, со една цел, да ја посрами, да ја разодличи ароганцијата на човечката мудрост. Клучната поента тука е дека ова не е случајно. Ова е свесна божествена стратегија. И таа функционира некако во 3 чекори. Прво, Бог ја користи слабоста за да ја збуни и победи силата. Втора,
Ја користи лудоста на верата за да ја надмудри сета човечка логика. И трето, и ова е можеби најсилното, го користи она што светот го смета за ништо, за да го сведе на нула она што светот го смета за се. Значи, зборуваме за тотален, целосен пресврт на вредностите. Добро. Ако досега гледавме примери и стратегии, сека доаѓаме до самиот устав, до манифестот на оваа целосно превртено царство. Зборуваме се разбира за беседите на гората. А тука, верувајте, правилата се комплетно поинакви. Буквално секоја реченица е револуција сама за себе. И се започнува токму овде. Слушнете го ова. Блажени не се самоуверените, не се арогантните. Блажени се бедните по дух. А кои се тие? Тоа се оние со отворено срце, оние кои се длабоко свесни за својата духовна празнина, празнина која само Бог може да исполни. Потоа одиме понатаму. Земјата, вели текстот, нема да им припадне на освојувачите на агресивните. Не, ќе ја наследат крутките, а тоа се оние кои можеби имаат сила, но свесно избираат да не ја злоупотребат. Еве го, уште еден неверојатен парадокс. Или пак ова, кој брилијантно го илустрира принципот на една, да ја наречеме божествена економија. Тука не добиваш со земање, туку со давање. Милоста што ќе ја покажеш е буквално истата милост што и самиот ќе ја добиеш. Едноставно, а толку длабоко. И сега е моментот кога целиот круг се затвора. Се сеќавате? Бедните по дух за кои зборува Исус, па тоа се истите оние Анавим, свитканите и понизните од времето на пророкот Софонија. И тие се исто така и слабите и лудите за кои Павле вели дека Бог ги избира. Значи, имаме различни времења, различни автори, а сепак истата неверојатна порака се провлекува низ сите нив. Па добро, што значи сето ова на крајот? Многу едноставно, а сепак револуционерно. Значи дека оваа божествена логика целосно го превртува наопаку нашиот поим за вредност. Вистинската причина за гордост, за самопочит, излегува дека не е во богатството што го имаме, не е ни во силата, не е ни во нашиот интелект или човечка мудрост. И токму тука, Павле, цитирајќи го пророкот Еремија од стотици години пред него, ја дава крајната завршна поента. Единственото нешто, вели тој, во кое навистина вреди да се гордееме, е познавањето на овој Бог. Бог чии патишта се толку различни од нашите, затоа што на крајот на денот тоа е единствената гордост што не е само празна илузија. И така, цела во оваа анализа не остава со едно прашање. Едно многу лично и, да бидеме искрени, прилично предизвикувачко прашање. Живееме во свет кој е обседнат со мерење на успех, моќ и статус. Па на што се темели нашата сопствена вредност? Оваа древна мудрост за божествениот пресврт не принудува, на некој начин, да застанеме и да се запрашаме. Каде, на вистина, лежи нашата гордост?